Првите спознаи за акупунктурата ги дознав 1977 година од професор Шкоклев. По престојот од еден краток период, прилично ме заинтересира како апликативен метод во терапијата на одреден број на заболувања. Следната година, 1978, ми се пружи прилика да посетувам курс за традиционална кинеска медицина и акупунктура во Шангај, во Кина. Нормално, како гинеколог и акушер, посебно ме интересираше и ме заинтересира примената на акупунктурата во гинекологијата и акушерството, а посебно во акушерството, како апликативен метод за спроведување на безболно породување. Ми се пружи посебна чест и шанса да присуствувам на прва гинеколошко-акушерска клиника во Шангај со почитуваниот професор Ли, кој што ми ги пружи сите нивни познавања од акупунктурата во акушерството. И таму, на таа клиника, за прв пат јас проведував едно такво породување безболно со акупунктурата. Уште поголема чест ми направи директорот на гинеколошко-акушерската клиника, професор доктор Лазаров, со едно посебно разбирање да презентираме такви породувања на гинеколошко-акушерската клиника, каде што и овој филм е снимен. Одвајајќи се од својата породица, ценичи го своето време и наука, оттиснат се у далекиот свет, у Азија, у Кина, да ги savлада они најнови принципи кои се воведени у светот, а денеска и она стара, класична Европа и она ги воведува. Држи се на принципите да клиниката е научно, наставна и здравствена установа. Ние го повикавме него да тие своји стекнати искуства у далека Кина ги прикаже пред целиот колектив на гинеколошко-акушерската клиника и пред македонската јавност. Со тоа, исто пред југословенската јавност. Тоа зборува да нашата клиника оде у чекор со сите напредни стручни идеи, дали у оператива, дали у акушерство, дали у конзервативно лекување на болниот, а све во интерес на болниот. Има неколку методи кои што се користат за безболно породување. Тоа е избор на точки и на меридијани. Една од методите е ова со две игли. Тоа се користи меридијанот на стомакот. И тоа на кинеска едната точка е која што се вика Вели, стомак 26 и Гуилај, тоа е кинески израз. Тоа е точка исто на стомакот 29. Може да се мануелно стимулира, меѓутоа за цело време треба да се стимулира, а уште подобро е со електростимулатор. И ова е така наречена електроакупунктура, електростимулација за цело време. Иначе напон волтажа средна јачина, заради тоа што со поголема јачина волтажа може да се предизвика и крварење. Контракција сега.
Акупунктурата као традиционална кинеска медицинска гранка е употребувана применувана со илјадници години. Денеска во многу развиени и неразвиени земји се применува, па и кај нас во Југославија. Таа има своји ефекти во смисол на обезболување или аналгезија, во смисол на спазмолитичко дејство, антитоксичко дејство. Таа го подобрува имунобиолошкиот одбранбен систем на организмот и други своји ефекти. Исто така, жената после породувањето е добра, релаксирана, а сметаме дека уопште не утиче на пореметувањето на здравјето на детето. Напни, ногава пази. Ајде душа, ајде напни малку, ајде напни пак. Диши длабоко, диши длабоко. Сега можете. Диши длабоко, диши молим те, диши длабоко. Диши. Малку напни ми, малку. Диши. Малку напни малку, диши. Диши, душа, диши. Така, пази, полете. Ајде. Ова компресија. Молим? Ај малку ми напни сега пак. Напни малку душа. Напни малку. Пази. Напни ми малку душа. Уште. Напни ми малку. Ајде пак душа. Напни ми малку, напни ми. Пази на. Добро. Ајде. Можете? Ова да се фати сега. Окрени се на Керкичка имаш, керкичка. Добро, тоа ще стане. Нека ти е жива, баш жива. Добро, малко, така. Добро. Ајде да се плачете сега. Не слушаш? Добро. Земите. Како се чувствувате? Добро. Добро. Вие приличи имате еднаш породен, ово ви е втор пороđај. Да. Правите ли некоја разлика измеѓу првиот пороđај и овој? Како не правам? Во што е таа разлика? Во што се состои? Таа разлика се состои при помошта ваш. Да? Ми помогнавте со Акупунктурата. акупунктурата. Да биде безболен пороđај. Да, И брз. безболен пороđај и брз. И Овој многу пороđај фала. беше многу побрз. Да. Ние за околу 2 сата Да. го завршиме пороđај. Од првиот И пороđај сега према првото болките дете кои и имате, сега да? не осеќав толку јаки болки, а лесен ми беше пораđај. Добро.
Нашето скромно искуство до сега, примената на акупунктурата ко метода на лекување и ко метода за обезболување и скратување на породувањето не тера, макар малку можда и нескромно, да е прихватлива и да е пожелна да се применува. Таа како метода за применување е многу лесна, ефтина е и што е најбитното, може да се применува во секое оделение по мали места, каде што и недостасуваат голем број на апаратури. Со современите научни достигнувања кои што се прават денеска во светот, посебно во Америка, Франција и Кина и Германија, е дојдено до констатација дека со акупунктурата се ослободуваат простагландини кои што го подобруваат ефектот на ендоморфините кои што се лачат во организмот. Токму ова дејство ми се чини дека оправдува примената на акупунктурата во акушерството. Заради тоа што простагландините се тие кои што директно дејствуваат на матката и на негравидна матка делуваат релаксирајуќе, а на гравидна матка стимулирајуќе. Ова дејство, овој ефект се користи во акушерството. Аналгетичниот ефект е многу битен при породувањето. Жената е релативно без болки, е смирена, без многу напори, психолошки и психички е тотално релаксирана. Аналгезијата го прави тоа како ефект на акупунктурата. Од друга страна, стимулирајуќите дејство на акупунктурата го скратува во многу секој период од породувањето, а нарачно првиот период кога
mnogo brzo dovađa do širenja na cervikalni kanal. Со векови раѓањето е било поврзано со болки на родилката. Обезболувањето на раѓањето е еден од нашите главни проблеми. Уште старите лекари покушавале да го обезболат раѓањето, така да првото обезболување било со етер анестезија и Гувел Симпсон уште пред еден век, може да се каже век и поеќе, точно 1847 година. Истата година он ја увели и анестезијата со хлороформ. Кралицата Викторија била е породена со повремено давање на хлороформ анестезија од доктор Слој. Понатамо следат уште разни методи кои се уведуваат во акушерството. Една од тие методи е хипнозата, која исто така сме применувале на нашата клиника. Од овие методи имаме и метода акупунктура, која е позната во светот уште од давни времиња, а кај нас се започна и со оваа метода во последно време. Како ќе бидат искуствата, ќе кажеме понатамо, со оваа метода се уште немаме доволно искуства. Изборот која метода ќе се употреби ќе падне според пациентот и според условите. Но сметам дека хумано е жената да раѓа во едни поприфатливи услови, без страх и раѓањето да биде обезболено. Малата ви се развива сасвим нормално. Денеска има 5 кг и 800 грама и е доволно за низната возраст 3-месечна. Да продолжите понатаму, да ја доите, да ја бањате, сокови од овошти обавезно, секој ден да ја давате. Морате да однесете во детски диспансер да добие инјекција за појачавање на коските калциферол. И од утре да еден оброк изфрлите од доењето, да почнете со кашички. Може да припремите кашичка од толчен ориз, кашичка од спанаќ, пасирана банана, јаболка печена пасирана. Исто така, овие денови да почнете и жолчка од јајце. За почеток ќе почнете 2 пати неделно, по 4 жолчка, тврдо варена и спасирана со малку млекце. И друго не би требало ништо за сега, понатаму да ја чувате од инфекции и секој ден обавезно надвор во дворот да изнесете, за да биде на свеж воздух. Пред 5 години се пораѓав во Велес. Се пораѓав со син ми Горан. На сега се пораѓам во Скопје и пораѓајот беше многу полесен него со син ми. Затоа им се заблагодарувам на докторот. Се пораѓав со акупунктура. Акупунктурата беше многу полесно него со син ми. Како првородка, бидејќи мојот пороѓај беше специфичен, се пораѓав со акупунктура, можам да кажам дека пороѓајот течеше многу брзо и спонтано, за разлика од другите првородки по зборувањето на жените, и поминав многу лесно и мислам дека болките беа многу помали и понеболни. По пороѓајот се чувствував многу мирно и добро. Сите деца кои беа породени со акупунктура на гинеколошко-акушерската клиника се контролираа во неколку наврата. Совсем нормално се развиваа, ни едно од нив не покажуваше никакво отстапување. Како психички, така и телесно напредуваа во границите на нормала. Односот мајка-дете е сасим нормален и не отстапува од другите породувања.
Така да верзии, како и може да се каже, да ако мајката не осеќа болки за време на пороѓајот, нема да има доволна љубов према детето, не е точно. Ние го тоа констатирахме во сите наши случаи.